Бајколент. Аудио бајки. Малата сирена. Длабоко под синиот океан, каде што сончевите зраци играат како златни ленти низ водата, се наоѓаше прекрасно морско царство. Таму живееше морскиот крал со своите 6 ќерки. Сирени со долги, светкави опашки и коси што се нишаа како морски алги. Најмладата од сите беше најљубопитна. Таа се викаше Арија. Арија имаше очи светли како утринско небо, црвена коса и срце полно со соништа. Додека нејзините сестри сакаа бисери и школки, таа сакаше приказни. Особено приказни за светот над водата. Што има таму горе? Често прашуваше таа. Луѓе, и велеа сестрите, и небо полно со звезди. Секоја сирена, кога ќе наполни одредена возраст, смееше да исплива на површината. Арија со нетрпение го чекаше тој ден. Кога конечно дојде, таа нежно исплива нагоре, се додека не ја проби површината. И тогаш, го виде небото, обоено во розово и златно. Виде брод со светла и слушна музика. На бродот имаше млад принц кој се смееше и танцуваше. Арија го гледаше тивко со широко отворени очи. Колку е убав овој свет, шепна. Но одеднаш небото се затемни. Ветерот почна да вие, брановите да се креваат високо. Бродот се нишаше опасно. О не, извика Арија. Во миг силен бран го оттурна принцот во морето. Без да размисли, Арија нурна и заплива кон него. Го фати и го извлече на површината. Таа пливаше со сета сила додека не стигна до брегот. Нежно го остави на песокот. Пред да си замине, го погледна уште еднаш. Биди безбеден, шепна. И исчезна во морето. Арија не можеше да го заборави принцот. Ниту небото, ниту светлината, ниту светот над водата. Сакам да живеам таму, си призна таа. Затоа отиде кај морската вештерка. Вештерката живееше во темна пештера, обкружена со чудни сенки. Знам што сакаш, рече таа со мистериозен глас. Нозе наместо опашка. Арија кимна. Но има цена, продолжи вештерката. Ке го изгубиш твојот прекрасен глас. Арија се замисли. Нејзиниот глас беше нејзината најголема убавина, но нејзината желба беше уште поголема. Се согласувам, рече тивко. Следното утро Арија се разбуди на брегот, со нозе. Принцот ја најде. Која си ти? Праша нежно. Арија сакаше да одговори, но не можеше. Само се насмевна. Принцот ја однесе во својот дворец. Таму Арија учеше да оди, да танцува и да живее како човек. Се смееше, играше и уживаше во секој нов ден. Но во нејзиното срце имаше и мала тага. Таа не можеше да му каже на принцот дека токму таа го спасила. Со текот на времето, принцот и Арија станаа многу блиски. Тој ја ценеше нејзината добрина, нејзината храброст и нејзината насмевка. Еден ден, додека седеа покрај морето, принцот рече: Ти си најпосебната личност што сум ја запознал. Арија го погледна и срцето ѝ се исполни со топлина. Иако не можеше да зборува, нејзините очи кажуваа се. Принцот свати дека вистинската убавина не е во зборовите, туку во делата и во срцето. И така, Арија остана со него во светот што толку многу го сакаше. А морето секогаш беше таму, шушкајќи како стара пријателка. Понекогаш, за да го следиме срцето, треба да бидеме храбри. И вистинската магија не е во гласот, туку во љубовта и добрината. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.